Everything is vibration. Every word a ripple. Every thought a thread of sound. И добре дојдовте прва моја карта за сите вас кои што ја одбравте оваа карта. Ова е карта на верба, енергија да некој сака да поврати верба во љубовна енергетска вредност. Ова ќе биде исчитување од најавената тема за судбински љубовни случувања во април, па да видиме што ве очекува во љубовта. Прва моја група, ајде да видиме што и како ве очекува во љубовта, да видиме овие карти што сакаат да дадат едни вредности за вас, секогаш улогите можат да бидат заменети и да знаете дека секогаш ќе бидат во енергија да како вам ви резонира во оваа прва група. Секогаш можете да погледнете друга група или пак друга карта, да се препознаете доколку не резонира со вас. Можете да погледнете некое друго видео кое што ќе резонира и ќе добиете смерница од тоа видео. Енергија, знаење, некое препознавање, знаење или пак енергија да останете во отворени и да научите за некоја отвореност. Оваа енергија носи огромна верификација да некој влегува во вашиот живот, дали ќе биде персона од прошлоста или пак ова е нова персона која што ќе треба да ја научите. Енергија неправда. Оваа персона се соочува со некоја неправда во неговата енергетска вредност. Дали било тоа од прошлоста или пак оваа персона е во енергија да ви начинила некоја неправда. Оваа персона може би да е и ваша сродна душа, но е да во енергија да некој изгубил верба во другата персона. Оваа персона е од енергија знаење, значи е од енергија да изучува, да биде во учење на грешките, кој што ќе остане доследен во неговата енергетска вредност, да биде отворен према вас, да искаже некоја вистина, каде што и неправдата е во енергија да поврати ваша верба во неговата енергетска вредност. Доколку се работи за персона од прошлоста, доколку се работи за нова персона, а сега тоа ќе го дознаеме, ќе биде во енергија да бидете во очекување дека нова персона која што е во енергија да се учи, да се справува со некоја неправда во неговиот живот, влегува во вашиот енергетски дел. Пажот на пентаклите, звезда. Оваа персона ќе треба да научи да биде во вера или пак да добие една огромна релевација која што ќе биде во енергија да биде во да поврати вера кај вас. Прошлост. Енергија прошлост. Оваа персона доаѓа во вашата енергетска вредност, судбински откривања кои што ве очекуваат во љубовта во месец април, ќе биде во енергија да се справите со некоја неправда од прошлоста која што ви ја начинила оваа персона према вас. Оваа енергетска вредност е да оваа персона сега биде во енергија на Пажот на пентаклите е достојна, релевантна, но е млада енергија каде што и сака да ви понуди момент на стабилност, но оваа персона е премногу нездрела за да ви ја укаже таа стабилна енергетска вредност. Да, оваа персона во прошлоста била премногу материјално нестабилна или пак не можела да остабилизира врска со вас, каде што и треба да реши проблем во вашата енергија. Оваа персона сака да ви понуди, доколку не е ваш
бивши брачен партнер, оваа персона сега доаѓа во вашата енергија да ви понуди една огромна љубовна енергетска вредност каде што и ќе окарактеризирате заеднички живот, заеднички моменти, но и ова ќе биде врв во вашата љубовна енергија. Оваа персона носи мемоари за вас, значи има мемори за вас, има сеќавање на вас, може да биде и партнер кој што сте биле во некоја конекција каде што и ви направила некоја неправда, изрекла некоја неправилна енергетска вредност према вас, затоа што не ве познавала и вие сте изгубиле едноставно вера во оваа персона. Може да биде бивши другар или пак оваа енергија од детството каде што и оваа персона гаи емоции према вас. Оваа персона сега е трансформирана, влегува во една огромна енергетска вредност во витезот на пентаклите, каде што долго време му требало на оваа персона да добие една огромна релевација за вас, каде што се премислувал, каде што работел на себе, изучувал моменти, каде што и оваа персона сега сака да се врати во вашата љубовна енергија во месец април, каде што и случувањата ќе бидат на поправен тест. Енергија каде што универзумот ви му дава на оваа персона, значи дава на оваа персона поправен тест да врати доверба од ваша страна, но и да ви понуди една стабилна врска каде што ова ќе биде изградување во напредност. Оваа персона е спремна да ви понуди се она што и не ви понудила во прошлоста. Дали била нездрава или пак нездрела, вие земете во ваша енергетска вредност да оваа персона е ваш пријател кој што сте комуницирале со него, сте се смееле, буквално сте биле во енергија да му верувате, но оваа персона дали ви изрекла некоја енергија неправда со говор, со начин на однесување према вас, земете вам како ви резонира. Оваа персона долго време изучувала момент за себе, енергија каде што и ја го подкренала нивото на енергија. Сега оваа персона ве манифестира, сака неговите енергетски желби да се остварат, но и сака да реши проблем со вас. Уствари, ова е негов проблем каде што и доаѓа до вас да го реши, да го поправи моментот за да вие вратите довербата во оваа персона. Ќе ви понуди се, бидете спремни, ќе ви донесе и поклон оваа персона, ова значи поклон каде што и тој поклон ќе биде вредност кој што ќе ви ја каже вистината за тоа што зашто ве повредил и зашто изрекол некоја енергија каде што и ќе сака соединување на емотивност. Ова е ултимативна енергија на емотивно соединување каде што и оваа персона гаи премногу емоции за вас. Ајде да видиме кој доминантен хороскопски знак следува во вашата енергија, која е застапена, ова се ваши енергии, значи доминантен хороскопски знак, знак познак Венера или месечина на вас или на оваа персона која што ќе се бавите во месец април во љубовна енергетска вредност. Имаме воздушни знаци доминантни, водолија е искажана, водени знаци, и имаме генерално енергија на воздушни, водени, но и на енергија земјени знаци, бик, јарец, девица. Ајде да видиме кој хороскопски знак. Воздушен знак, близнак, лав влегува во вашата енергија како доминација. Шкорпија, воден знак, енергија на стрелец, ватрен знак, добива за првата моја група, енергија на вага, воздушен знак и на крајот на декот добиваме овновска енергија, каде што ватреноста ќе буди енергија на донесување моменти, одлука на
емотивност, за оваа персона да ви се извини, да ви даде една енергетска вредност, да ви подари поклон, очекувајте поклон од оваа персона или пак поклонот ќе биде да влезете во озбилна, но и да доживеете една ултимативна природба во љубовна енергија за мојата прва група. Се гледаме во наредни читување од тарот картите, а јас преоѓам сега на втората моја група. Поздрав! И добре дојдовте. Друга моја карта за сите вас кои што ја одбравте оваа карта го представува вашиот бивш партнер или пак вашиот екс-партнер. Оваа енергија е исцелувачка енергија, дали некој ќе исцели или пак ќе биде во енергија да овој ваш бивши партнер доаѓа во вашата енергетска вредност на исцелување, значи оваа персона е во енергетска вредност да исцелува некоја прошла енергија со вас постигната или пак е во енергија да оваа карта ви порачува да бидете во трпение и да превземете се што е во ваша активна енергетска вредност, да се усредоточите во вашата енергија, значи да се сакате себе си и да земете енергија на смирена енергетска вредност во вас. Ајде да видиме што сакаат овие карти да ви порачат. Плодност, fertility, енергија, плодна енергетска вредност, таму каде што и се засадува семето е да процвета или пак да влезе во процветување или пак да си ги собирате плодовите од оваа енергетска вредност. За некој пак од вас ке значи дека со овој бивш партнер имате веќе една енергија на плодоносна енергетска вредност, каде што и веќе сте остварени во фигура татковство или мајчинство, или пак тоа ќе биде во наредниот период кој што ни го најавува април месец, а ова се судбински љубовни случувања. Да видиме што ве очекува во љубовта во месец април. Ајде да видиме и оваа карта, оракл карта, што кажува. Предавство. Предавство во плодоносна енергетска вредност. За некој од вас ке значи дека оваа персона, се извинувам, го затресов. Ја затресов камерата. Значи, оваа енергија многу добро ни потврдува една екс-персона во вашата енергетска вредност, кој што надоаѓа, ќе се справувате со ваше исцелување, ваше енергетско ниво, каде што со оваа персона сте биле во конекција, каде што и за некој од вас ке значи дека се во енергетска вредност да бидат веќе во плодоносна состојба, значи веќе некој да е останат во степен бременост или пак да бидат во друго стање, енергија да оваа плодоносна енергетска вредност ни укажува дека со овој ваш бивши партнер сте биле во една енергија да ја искачите вашата љубовна врска во многу голема, многу поголема вибрација, значи на повисоко ниво, да влезете во долготрајна љубовна врска, но овој ваш бивши партнер ве предал во енергија љубовно предарство или пак за нешто што и на вам не ви е во прилог. Овој ваш бивши партнер се враќа или пак ќе дојде во енергија да ве контактира. Ова се брзи енергии, каде што овој ваш бивши партнер бил во други односи, во други енергии, каде што вие сте биле на почекување. Енергија да вие сте давале во оваа љубовна енергија, значи вие сте носеле 9 купови, ова е ултимативна енергетска вредност, каде што вие сте се залагале во овој однос, но сте биле во енергија да не сте знаеле што ќе се случи до последен момент, додека не дошло ова предавство
во вашата енергија. Да, кралицата на штаповите е една убава енергетска вредност, децидна персона која што се бави со своите енергии, да сега вие се бавите со вашите енергетски вредности, да вашата убавина и вашите страсти не ги давате на оваа персона, да бидете во енергија да ве контактира оваа персона, да сака да се поврати во вашиот живот, да сака да изгради сега една плодност со вас во вашата енергетска љубовна верност. Не случајно го кажав ова верност, затоа што оваа персона ве доживеала или пак да ве изманипулирала, ве предала во љубовна енергетска вредност, каде што и ви забила нож во баш буквално во срцето, затоа што не ви верувала. Значи, не ви верувала дека вие сте персона која што сте во енергија да бидете во верна енергетска вредност, дека не ја давате својата наклонетост кон оваа персона, но оваа персона ве предала со друга персона која што и сега се враќа во вашата еквинокс енергија на крај на декот Емперор. За некој од вас ке значи дека се застапени премногу огнените знаци, овен лав стрелец, да бидете во енергија да добиете можност да оваа персона се враќа во вашиот енергетски дел, каде што и таму каде што сте се давале, таму каде што сте мислеле дека ќе својата плодност ќе направите на многу поголема резина, да оваа персона ве издала во вашата енергетска вредност, љубовна енергетска вредност, сега се враќа со порака, позив, енергија, комуникација, но и патување во најбрзен можен рок, каде што и вие сте влегле во една исцелувачка енергетска вредност, сте биле во енергија на 4 купови, каде што и не сте верувале во љубовта повеќе, значи не верувате во љубовта повеќе, туку се бавите сами со себе, ја кревате вашата вибрација на многу повисоко ниво, не верувате повеќе на зборовите кои што доаѓаат во вашата енергетска вредност, нема да верувате на оваа персона додека не ви докаже и покаже колку ќе ве љуби, колку ќе биде способен да биде во вашата енергија на плодност, на ова предавство е начинето затоа што вие сте знаеле да љубите и да давате емоции, но залудно било во оваа енергетска вредност. Сега оваа персона доаѓа со комуникација, за некој од вас ке значи дека и ќе понуди можност да бидете во една љубовна релација, значи ќе ви понуди изобилство на емотивности. Оваа персона за некој од вас значи дека е авторитативна личност, дека се бави со структура на сама себе, контролирачка енергетска вредност. Оваа персона е емперорна енергија, каде што е овновска фигура, но и е во стабилна енергетска вредност. Оваа персона сега дознава колку сте биле верни и колку сте биле вредни да го запази вашето енергетско ниво. Но предавството ќе биде донесено и во клучна енергија. Да, оваа персона сега биде во 4 купови, разочарана во љубовна енергетска смисла, затоа што ве предала со друг партнер, но и да добила повреда од овој партнер. Ајде да видиме доминантен хороскопски знак за вас или пак вашата персона, Шкорпија за некој од вас, енергија Бик, земјен знак, воден знак, енергија Риба, воден знак, енергија Водолија за некој од вас, енергија Овен, комплетно потврдување и на крајот од декот земјен знак,
енергија девица. Јас се надевам дека ова енергетска вредност и судбински откривања кои што доаѓаат во вашата љубовна енергија во април месец ќе се одвиваат на случување на енергетско ниво со оваа персона. Оваа персона ќе биде во можност да донесе битна и важна одлука за вашата љубов, но вие сте во ваша енергетска вредност. Запамтете, вие сте кралица на штаповите кои што не се бавите повеќе со оваа енергија. Ви треба докази за утемелување на вашата љубовна структура. И добре дојдовте, трета моја карта за сите вас кои што ја одбравте оваа трета карта на прослава, celebrated, енергија каде што денеска, метафорички е ова изговорено, енергија каде што ви вели денеска прославете за вашата љубов што ја добивате од некој кој што ви е ваш многу битен. Значи, за вас многу битна енергија. Прослава која што во месец април судбински откривања, што ве очекува во љубовта, па да започнеме со исчитување од овие пророчки карти, да видиме што сакаат овие пророчанства да ви порачат, да видиме во каква енергија ќе бидете, со кого ќе се бавите во месец април и што ќе откриете во месец април. Оригинална енергетска вредност каде што некој со некого крие под маска, значи ставена е маска енергија каде што и вие ќе треба да ја извадите или пак вие двајца ќе треба да ги откриете емоциите или пак да се прикажете во право светло, каде што ќе треба да се откриете себе си, значи да ги откриете вашите автентичности со оваа персона, каде што и ќе бидете во редовите на прослава, на некоја забава, на некоја енергетска вредност, каде што и за некој од вас ќе значи дека и ќе се пронедат со оваа персона на таква прослава, но ќе треба оригиналните енергии да ги покажете према вас, значи да ги спуштите вие маските, за да можете да бидете буквално автентични. Вашата оригиналност е сепак една енергија каде што ќе ви покаже и докаже колку сте љубени и колку би биле љубени, кој колку ви значи во животот. За оној што ви значи во животот треба и да бидете автентични, но не и да носите маски. Може би ќе биде оваа персона под маска која што ја става за да не биде автентична, да се прикажува во подруго светло. Па ајде да видиме за кого станува збор. Љубов. Ова може да биде и љубов кон себе, но ова е генерална енергија на љубовни случувања за месец април. Ајде да видиме зашто оваа персона става маски, зашто се прикажува во друго светло, но е во енергија да не биде автентична. Кој кому треба да му ја симне маската за своја автентичност, да ја дознаете правата вистина на оваа персона, колку ствари љубов носи во себе и колку љубов поседува. За некој од вас слушам дека оваа персона поседува огромна љубов за вас. Ова е персона во редовите на вашите пријатели, другари, каде што и се дружите, седите константно, можеби и секој ден се гледате со оваа персона, па ќе се позабавите со оваа персона во наредниот период од месец април. Кралот на штаповите, пажот на пентаклите, 6 мачеви, Judgment, суд, и висока свештеница.
Вие сте крајно интуитивна енергетска вредност, мистериозна за оваа персона, која што е во редот на вашите пријатели. За некој од вас ке значи дека во оваа трета моја карта или пак трета моја група, ке значи дека веќе се познавате, ова е ваш пријател, долгогодишен пријател кој што константно се допишувате, гледате, овој ваш пријател ве поддржува, но овој ваш пријател носи маски затоа што не ќе да покаже неговата љубов колку е многу поголема за вас и многу пострастна за вас. Оваа персона носи маска, значи не ја покажува својата автентичност, но во месец април овде ќе биде спуштање на овие маски. Оваа персона ќе се одлучи да ја спушти својата маска и да покаже вистинската љубовна вредност за вас. За некој од вас слушам дека ќе ви каже колку ве сака, значи тоа ќе му излета од неговиот говор, ќе биде во енергија колку те сакам или те обожавам. Значи енергија каде што и оваа персона ќе биде во енергија да се преиспита, да влезе во едно стварање на стабилност во негова енергетска вредност. Знаете дека оваа персона е кралот на штаповите, каде што и ќе треба да биде одлучен дали ќе влезе во комуникација или пак во љубовна врска. За некој од вас ќе значи дека ова е нова персона која што влегува во месец април во вашиот живот, каде што и страста, но и љубовта ќе ја прикрива во една енергетска вредност, нема да ја покажува својата љубов, нема да биде во своја автентичност, ќе се покажува во друго светло како страствена персона која што ќе бара само страсти од вас, но оваа персона за кратко време ќе ја спушти својата маска, својата автентичност ќе ја покаже на еден многу по-нежен начин, каде што и ќе сака да вплови во мирни води со вас, во една љубовна, долготрајна енергетска вредност, каде што и оваа персона ве доживува како мистериозна, како и крајно интуитивна персона, но и вие ќе имате премногу работа во месец април да бидете во еден свој препород, да знаете зашто и како да ја сознаете вашата автентичност, но и вашата маска за вашите емоции да ја откриете. Значи да ја спуштите вашата маска и да откриете вашата автентичност, дека вие сте персона која што и треба да биде љубена и да биде во енергија на љубовна офанзива. Ова енергетска вредност да знаете дека ве доживува како една преголема интуитива, да знаете дека ве доживува и дека и се плаши да ви ја покаже својата љубов, затоа што крајно знае дека сте во духовниот свет влезени, да бидете во енергија на духовиста, просветлена персона, каде што и ќе треба да донесете животна одлука, затоа што оваа персона ќе ви понуди таква понуда, значи ќе дојде со таква понуда, но ќе биде во енергија да претходно ја спушти својата маска и да ви ја покаже својата љубовна енергија, колку е длабока и колку знае да биде во енергетска вредност. Значи да влезете во врска каде што ќе имате сродна душа, која што ќе знае да ве прати и да биде во енергија да сте попратени од оваа персона која што ќе ги утемелува сите ваши духовни енергии, но и ќе гледа вашата мистична енергија која што напоредно ќе се таласа, но ќе биде во една енергија на 6 мачеви. Доминантен хороскопски знак кој што ќе биде во месец април за третата моја група, ова е ваш или пак на другата персона спроти вас, која што ќе се бавите во месец април со оваа енергија, ќе биде во откривање на важна вистина. Овен, овновска енергија, потврдено, знак по знак, Венера или месечина, влегува во оваа енергија, земјена енергетска вредност, Јарец, енергија Бик,
Исто така земјана енергија, енергија девица, земјените знаци, значи ќе утемелите оваа врска каде што и ќе бидете во енергија на љубовна енергетска вредност близнак и на крајот од декот риба. На вас или вашата персона која што влегува во вашиот живот, дали било пријател или пак ова е нова персона која што ќе се бавите во месец април за овие енергии во љубовно енергетско ниво. Бидете во своја асертивност, спуштете ја вашата маска, вие сте крајно интуитивна персона, ја осекате оваа персона дека ќе ви понуди стабилна врска, љубовна врска и ќе ви понуди една